Почитувани, денеска се навршува точно една година од катастрофалната поплава во која што загина 23 луѓе. Поплавата што е зафати општина Газибаба нанесе огромна материјална штета во населените места Стајковци, Сингелич и Инџиково, како на домовите, така и на земјоделското земјиште и падната инфраструктура. Институциите кои што тогаш беа раководени, кадри од ВМРО ДПМН, целосно потврлија неспособноста на институциите и на градоначалниците на Скопје и Газибаба создадоа дополнителни проблеми со кои граѓаните се соочуваат и денес. Наместо да се решаваат проблемите на граѓаните од овие населени места, градоначалниците на ВМРО ДПМН Коце Трајановски и Тони Трајковски се грижат единствено за тендерите и своите бизнис интереси. И по цела година од поплавите се уште постојат подршја што не се целосно санирани. Таков е примерот со оваа обиколница на која што се уште се наоѓаме. Како што може да забележите, северната обиколница чија што станица беше дадена на сомнителен тендер во 4 очи на фирмата Трасмет за договарана сума од 4 милиона денара се уште не е готова и не е ставена во употреба. Дополнително, во селата Виниче, Страчинице, Сингелич и Инџиково се уште има преку 100 хектари земјоделска површина која граѓаните не може да ја обработуваат поради нерашистените наноси и оштетите од природната непогода. Очигледно дека Трајановски и Трајковски ги заборавија жителите на улиците 24, 25, 5, 7, 8, 9 и 10 во Стајковци, од улицата 10, 20, 28 и 34 во село Сингелич, како и граѓаните на улиците во Инџиково, кои до ден денес не се санирани, иако беше обетувано дека истите ќе бидат асфалтирани. Ваквиот селективен пристап на ВМРО ДПМН и нерешавањето на проблемите на граѓаните од погодените подрачја е срамен и недозволив. Недозволиво е личните и партиските интереси да бидат над интересите на граѓаните. Затоа, по промените на парламентарните избори во октомври, потворени се промени и на локално ниво. Граѓаните на Скопје и општина Газибаба ќе стават крај на владењето на неодговорните градоначалници. Заврши времето на сомнителни сделки и тендери во милионски суми, договори во 4 очи со многу анекс договори. Доаѓа време на нова одговорна локална власт која ќе работи честно и посветено и ќе обезбеди квалитетен живот за сите граѓани без разлика дали живеат во урбаните или во руралните населени места во општината и во градот. Доволе да се прашање. Дали граѓаните ја добијаат штетата? Дали сите пари се исплатени? По наши информации кои што се уште располагаме, не ги добиле сите целосно исплатите за домовите. Се уште не се исплатени погребаците животни и добиток за време на поплавите. Исто така не се обештетени комплетно сите во делот на нивната домашна инфраструктура, да речеме нивните домови. Од тоа што записниците по наши информации кои што располагам не се уште убацени во софтверот во платежната агенција и што граѓаните макат како да се пронајдат и записниците од тоа време и во најголем дел со тоа се случуваат во теков на овие денови. Дали се уште има раселени лица? По наша информација, кој што во моментот пред 10 дејани имаше 2 до 3 фамилии кои што беа од Стајковци и 2 фамилии од Инџиково кои што беа во домот Сенич и партија зоографски во мислам дека се наоѓа во автокоманда и двете. Значи се уште не може да се вратат дома. Не може да се вратат заради тоа што не се створени елементарни услови за да можат да ги добијат надокнадите кои што им беа ветени не беа исплатени и истовремено не можат да создадат услови за да можат да живеат во своите домови.